Здраво дечки, денес во оваа епизода во овој совет ќе зборувам за улогата на гумите во безбедниот сообраќај. Знам дека оваа тема можеби нема да ви биде најинтересната, но оваа тема е дефинитивно безбедната тема која што досега сме објавиле во сите овие совети. Зошто? Бидејќи без разлика на каков мотор имаме под халба, каков возач сме, на каков пренос има колата и без разлика на какви куп паметни системи имаат сите современи автомобили, единствениот контакт што го има колата со подлогата е гумата. Затоа за сите тие елементи кои што ги набрав да функционираат, треба да имаме добар контакт. Затоа е многу битно да ги одбереме соодветните гуми за секој годишно време. Односно во зимско време да имаме зимски гуми, во летно време да имаме летни гуми. Бидејќи едноставно, исто како нас, дали ние имаме едни исти обувки за период од цела година? Не, во зима носиме чизми, во лето носиме апостолки, сандали, патики и било каква полесна обувка. Затоа задржувајте се до тоа исто правило. Не можеме ние со една иста гума да возиме во период од целата година. Зимските гуми се предвидени да ги задржуваат тие перформанси на ладни и студени температури, односно да не укрутуваат и таа вода што е насобрана полесно да истиснуваат. Додека летната гума треба истите тие елементи да ги задржи во екстремно топли температури. Затоа, да разграничете, all season гума за мене не постои, бидејќи не може една иста гума долг период да ни функционира на различни температури. Користете ги зимските гуми во зимно време, летните гуми во летно време. Но, без разлика и да ги одбереме соодветните гуми за соодветното годишно време, има неколку елементи кои што мора да ги почитуваме и да ги следиме. Односно, притисокот на гумите секој пат треба да биде соодветен на она што е пропишано. А тие бројки, ако не ги знаете, ги има секогаш поставено во автомобилот. Дали е кај вратата, дали е кај отворот за точење на гориво или некаде внатре во некои книги, секој пат ги имате тие притисоци пропишано според тежината што имате во возилото. Бидејќи ако е перена пумпана, тогаш ќе го уништиме пневматикот, исто така ако е преиздишана, бидејќи сето тоа резултира со погрешна нагазна површина, како што можете да видите, секоја гума има посебна шара и таа шара треба да биде официјалната нагазна површина на возилото. Се што е плюс или минус од тоа, го оштетува пневматикот, резултира со погрешна потрошувачка на горивото и лоша безбедност. Затоа препорачувам барем еднаш месечно да го проверувате притисокот на гумите на било која бензинска пумпа, дали дома, дали каде да имате можност, проверете го притисокот, одржувајте ги на соодветниот притисок и, како што свативте, нема компромис со гумите. Секој пат гледате да го имате соодветната гума за соодветното годишно време. Направете сабскрайб и се гледаме со ново видео. Чао!